Драги ученици, добар ден! Јас сум Виолета Станоевска, наставник по македонски јазик и литература во Средното гимназиско училиште Анче Арсовски од Скопје. За денешната училница ви подготвив презентација за Франческо Петрарка и неговото најзначајно дело Канцониерот. Кој е Франческо Петрарка? Петрарка е поет, мислител и научник. Тој е еден од првите хуманисти, еден од првите представници на раната Ренесанса. Петрарка бил најголемиот лиричар, не само во предренесансата на италијанската книжевност, туку и во европската книжевност. Тој е поет индивидуалист, цвртен кон сопственото лирско јас. Тој е поет кој прв почнал да пишува за себе си и за своите лични чувства. Франческо Петрарка е роден во Италија, во градчето Арецо, во 1304 година, а подоцна, кога имал 8 години, заедно со своето семејство се преселил во Јужна Франција, во градот Авињон. Неговиот прв учител кај Петрарка ја всадил љубовта и интересирањето за римската литература. Образованието го продолжил на универзитетот во Болонја, каде што студирал правни науки, но бидејќи не бил заинтересиран за правото, тој решил по смртта на неговите родители да се врати во Авињон, каде што стапил во редовите на свештениците. Токму свештеничкото звање му овозможило на Петрарка да дојде и до папскиот двор. Петрарка имал за задача да создаде библиотека. Тој собирал книги и препишувал ракописи, а за таа цел презел и неколку научни патувања. Дури по враќањето од Рим, животот на папскиот двор му се видел неиздржлив, па затоа и го напуштил. Последните години од животот Петрарка ги помина во Падова, во малото место Арква, каде што си созидал куќичка во која починал на 19. јули 1374 година, читајќи еден антички ракопис. Франческо Петрарка пишува под влијание на античките писатели, затоа што целиот свој живот го посветил на пронаоѓање и проучување токму на античките ракописи. Тој го прифатил нивниот стил и јазик, па затоа и своите дела ги пишувал на латински јазик. Делата на Петрарка се делат на две групи: поетски, кои се напишани на народен италијански јазик, и морално-филозофски, кои се напишани на латински јазик. Од делата со морално-филозофски карактер најзначајни се Африка, Посланица, Писма без адреса, За знаменитите луѓе и За презирот кон светот. Сепак, негово најзначајно дело е делото Канцониер. Петрарка во својата младост пишувал песни на народен јазик, на кои не им придавал големо значење, кои главно биле со љубовна содржина и биле инспирирани од неговата голема љубов спрема госпоѓата Лаура, за која што пишувал речиси цели 3 децении. Канцониерот е збирка песни која содржи повеќе од 300 сонети и 29 песни. Освен љубовните песни и сонети, кои се најбројни во ова дело, има и творби со филозофско-политички содржини. Делото Канцониер е поделено на два дела: песни за животот на госпоѓата Лаура и песни по смртта на госпоѓата Лаура. Која всушност била госпоѓата Лаура? Таа била убава, млада жена, која за прв пат ја видел во црквата Света Клара во Авињон.
кога поетот имал само 23 години и во која се влюбил. За неа, дека таа била убава, русокоса, со скромно и достоинствено однесување, дознаваме од неговите песни. Во тој период, Лаура ја навршувала 20-та година и веќе била во брак и со повеќе деца. Затоа таа и го одбила младиот поет. Ова невозвратена љубов го натерала поетот да ги искаже своите чувства во љубовни песни. Во првиот дел од збирката песни Канцониер, односно песните кои се посветени за животот на госпоѓа Лаура, Петрарка ги изразил своите искрени чувства спрема саканата. Тој ја представил како образец на добродетелта. Таа била совршена, а незината убавина имала реални црти и телесно го привлекувала поетот. Убавината, постапките и добрите особини на Лаура се опишани во многу варијации. Поетот ја опишал незината кадрава коса, незините очи, незините солзи. Сепак, прекрасната жена била недостижна за поетот, затоа и неговата љубов била безнадежна, проткаена со многу тага, осаменост и неспокојство. Поетот опишувал како бил изложен на големи страдања и спротивни чувства. Тој не знаел дали да одбере живот исполнет со љубовни страдања или смрт без болка, но и без Лаура. Затоа поетот во своите песни го употребил контрастот како стилско изразно средство со кое сакал на најсоодветен начин да го изрази својот немир. Во вториот дел од збирката песни Канцониер, кој што е посветен на мртвата Лаура, ликот на Лаура се јавува во нова димензија. Таа повеќе не била сурова и безмилосна, туку напротив, го тешала поетот и ја слушала неговата исповед. Делото завршува со песната каде тој ја моли Богородица да побара прошка од Господ, бидејќи тој самиот не можел да се откаже од љубовта кон Лаура. Иако Петрарка верува дека вистинските вредни дела се пишуваат на латински јазик, сепак неговото дело Канцониер, кое било напишано на италијански народен говор, го достигнал книжевниот врв. Тоа е се за денешниот час на училница. Ви благодарам на вниманието. До гледање.